да испита својата вера и да ја потврди низината веродостојност, за да го острани се она што е сомнително и погрешно, францускиот филозоф Рене Декарт го користи така наречениот методолошки сомнеж. На тој начин, тој го донесува следниот заклучок. Мислам, значи постојам. Оно што мисли за себе и за светот што го окружува, очигледно постои. Декарт не е првиот што дошол до овој заклучок. Имено Августин фон Хипо, уште во 4 век, напишал «Cogito ergo sum», мислам, значи постојам. Како што разумот не води до одредени заклучоци, кои ги сметаме за апсолутни, така и верата има својство да вдахнува убедувања, кои им даваат сигурност на оние што веруваат. Тоа не се однесува само на религиозните луѓе кои практикуваат конкретно верување. Потребата да веруваме во многу нешта, без да ги ставаме под сомнеж, е вродено во природата на човекот. Веруваме во голема љубов, во честноста на нашите пријатели, во нас самите, во подобра иднина, во Бога. Самиот живот е невозможен без вера. Ако таа отсуствува, нема да постои реалната надеж, вистинската љубов и достојното човечко постојање. Без вера не може да го живееме животот. Верувам, значи постојам. Дури и неверникот верува. Неверојатно е во колку нешта треба да верува човекот за да биде неверник. Верата и неверувањето изгледаат како спротивности, но во реалноста се слични многу повеќе отколку што човек би можел да си замисли. Например, Божјето постојање не може да биде докажано, треба да веруваме во него. Дали Бог постои или не, тоа е прашање на вера, а не на знаење или на наука. Во известна смисла и неверувањето е вера, но со знак минус. Христијаните веруваат дека зад нештата што можеме да ги видиме, постои невидлива реалност. Во неа постои Бог, кој не придружува на нашиот животен пат. На прашањето, впрочем, што е верата, Библијата одговара: а верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убеденост во она што не се гледа. Евреите 11.1. Кој верува, не ја губи надежта, дури и да доживее разочарување. Тој ќе биде награден. Верата може да преместува планини, секако, во метафоричка смисла. Може да отстранува навидум непремостливи пречки. Може невозможното да го направи возможно. И најневеројатното е тоа што таа може да ги разбие ограничените човечки хоризонти и да се потпре на широката човечка реалност. По распаѓањето на атеистичкиот социализам на крајот на 20 век, стана јасно дека верата и религијата не можат да бидат избришани ниту со идеолошко превоспитување, ниту преку државни репресии. Копнежот за Бог е потраен и пожив од утопијата на атеистичка ера. Кај секого постои тој копнеж за Бог, без разлика дали ќе признаеме или не. На прашањето дали има некој таму горе, повеќето луѓе воздржано одговараат: па мора да има нешто. А некои многу јасно велат: да, има некој. Но без никаков сомнеж можеме да кажеме дека тој, некој, има име и лице. Тоа е Бог кој е создател на небото и земјата и се што е на нив, кој се грижи за сите нас и не се објавува преку Светото писмо Библијата. Тој има желба да стане твој личен Бог. Од лично искуство можам да кажам дека е прекрасно да се живее со Него. Прекрасниот живот што јас го имам со Него, ти го препорачувам и тебе. Верувај дека Бог може да донесе мир, радост и среќа и решение за многу проблеми во твојот живот. Читај Библијата и моли се на Бог и ќе стане дел од твојот живот.